На еден дедо му земав бриз. Бабата некако цело време ме дзирка од една страна, пошто нели маскиран. И едно време ми вика, дали си ти тој што пееш? Викам, тој сум, да. Рече, јас и дедото секој савајле, лајк ти ставаме. Од почеток, буквално 10 месец, значи како трае сето ова, не е едноставно. Значи друго е да работиш нешто еден месец, друго е да работиш веќе 10, а изгледа дека ќе работиме уште неколку месеци. Има премногу убави моменти, меѓутоа има и моменти кои што едноставно влијаат на психата, односно на емотивниот момент, кој што по друга страна може многу да влијае на физичкиот момент. Што значи, сето тоа најдов некој начин да функционирам, едноставно ништо да не може да ме измести од тој колосек. Токму тоа ме фали, неможноста да се видам со тие дечиња, со аутизам, со Даунов синдром, со било каква некоја нетипичност. Ми фалат сите оние прекрасни насмевки, оние искрени прегратки, искрени лица, искрени очиња на дечињата кои што едноставно тие не знаат што е лага, не знаат како да извитоперат нешто. Може би ќе излезе некој роман, некое дело во кое што ќе бидат ставени сите случки, убави, неколку неубави, ајде да речем да не преовладуваат неубавите, меѓутоа се надевам дека може да ќе има нешто, ќе излезе некоја книга. Има една народна песна, на сон ми иде сонот ми вели Денко честитки да подели. И ми текна зашто да не, например, кај што одам за брисеви да не им давам честитки. Не е битно дали се дечиња, дали се возрастни. Потоа, од друга страна, кај што сум бил, кај што памтам дека сум бил, ако не е евентуално некој кај што памти, кај што сум бил, а ја не ми текнува, слободно нека не ме побара, ќе добие честитка. За крај за сите вас, среќна нова година, желби и сеќавања се мешаат вечерва во една прегратка. Чао, Гушивац!